Психичко, економско и физичко насилство пријавиле жртвите во 2015 година, кои побарале помош од центарот кој работи во склоп на невладината Женски форум од Тетово. Регистрирани биле 20 случаи на семејно насилство, а сите пријавени биле жени. Вадејќи го проблемот од дома, побарале заштита за себе и своето семејство. Сепак, најголема бариера во градот е немањето шелтер центар, каде истите би се згрижиле додека трае постапката. Ние во Тетово се соочуваме со еден голем проблем, а тоа е фактот дека, отстранувајќи го сторителот од домот, ние понатаму со задржување во полициска станица, во законски предвиден рок колку што е тоа можно, не обезбедуваме заштита на жртвата затоа што сторителот може слободно да се врати во домот, а понатаму со отстранување негово од домот, каде ние го носиме? И каде понатаму со жртвата? И како ние да ја обезбедиме понатаму заштита, додека трае, да речеме, бракоразводна постапка, привремена мерка за заштита која ќе биде изречена од судот? Од невладината Женски форум досега во неколку наврати побарале простор за отварање на ваков центар, каде би ги згрижиле жртвите додека им се реализира правото, прекршено со самото семејно насилство. Разговарано било со локалната самоуправа, но и на повисоко државно ниво. Сепак, овој центар со себе би носел и вработување на психолози и социјални работници кои ќе работат со жртвите. Не е доволно да обезбедите само простор. Тој простор, како што реков претходно, треба да обезбеди еден амбиент во кој жртвата на семејно насилство ќе почувствува дека ние нешто конкретно правиме за неја, дека ние сме ја извадиле од местото каде што таа го трпи семејното насилство и дека до остварување на своето право, таа е безбедна и сигурна во тој простор. Значи, потребно е да се опреми, потребно е да се опреми не само со физичка опрема, со намештај и основни услови за хигиена и така натаму, туку и со соодветен персонал кој на тие жртви на семејно насилство ќе им обезбеди психосоцијална поддршка. Како најблизок до Тетово е единствениот шелтер центар во Скопје, но со самото праќање на жртвата надвор од природната средина во која живее, се прави уште еден дополнителен вид насилство, смета Тимосиевска. Вие не можете со испраќање на жртвата во шелтер центар надвор од нашиот град да ја оттргнете жената од природната средина во која таа живее. Во голем број случаи се работи и за деца како индиректни жртви од семејно насилство, сведоци на тоа насилство, деца што идат на училиште, посетуваат настава, деца што идат во градинка, доколку се работи за помали деца, така што не станува збор само за да ја изолираме жртвата и да ја однесеме во таков еден простор, туку таа со себе си носи работни обврски, може би има, треба да се јавува на работа. Тоа е поврзано со патување Скопје-Тетово, тоа се секојдневни трошоци. Со текот на годините се потенцира и проблемот што не постои вмреженост и соработка на институциите, па со тоа нема ни конкретна бројка за жртвите од семејното насилство, за која Тимосиевска вели дека е многу поголема.